Експресниот пат Кочани-Штип, делница која одамна го загуби епитетот безбедна, влегува под лупа на експерти. Универзитетски професори, инженери и сообраќајни аналитичари се собираат во Кочани на итен панел за да се побараат конкретни решенија и технички и едукативни за да се спречат несаканите случаи. Бројките за оваа делница не се статистика, тие се човечки животи. Во краток временски период несреќите се редат, повредените и загинатите се зголемуваат, а алармот одамна е вклучен. Експертите бараат вклучување на сите надлежни институции, итна реакција со мерки на терен, но и кампања за свест кај возачите, затоа што експресниот пат не е автопат и токму тука лежи самиот проблем. Панелисти ќе бидат универзитетски професори и експерти од фелата кои што ќе дебатираат за тоа како да се најдат начини да се реагира од технички аспект и како да се исто така подигне свеста кај граѓаните, кај возачите за да се намали бројот на несреќи и да се спасат човечки животи. Сакам да потенцирам дека ова е една итна работа која што треба да се преземе со координација меѓу институциите, сет на мерки, затоа што е комплексен проблемот, да апелирам исто така до граѓаните да бидат свесни дека ова не е експресниот пат, не е автопат. Често многу го користат како автопат и на непрегледни места претекнуваат и покрај тоа што идат возила од спротивниот правец. Од Кочани денес професори упатуваат посебен апел до возачите да бидат внимателни и како што велат патот да не го користат како автопат. Апел упати и до надлежните со цел да се намалат последиците. Начинот на возење се уште е непознаница кај голем дел од возачите, поради тоа што релативно нов концепт на патишта се ова во Македонија и упатувам повеќе до институциите да реагираат на време и до граѓаните да безбедно да го користат овој експресен пат. Инаку дебатата која се одржа во Кочани според професорите и експертите ќе донесе решенија кои ќе бидат испратени како препораки до надлежните за да се преземат соодветни мерки.